Во моментот не знаевме што се случува. Повикот се состоеше од крици и пискотници, низ гореа децата. Се што сме дома да се мобилизираме. Пулс горе има жртви. Тоа беше пораката која добивме сите ние 25 членови на интервентната единица. Немаше двумење, во тој момент знаев дека на болницата сум ми потребен. Една година од како запре се. Една година од најтешкиот ден во историјата на Македонија. Од најголемата трагедија која некогаш и се случила од осамостојувањето. Една година подоцна ништо не е променето кај импровизираната дискотека Пулс, освен што градата е повлечена. Објектот се уште е под 24 часовен надзор, а полициски службеници не дозволуваат никој да влезе внатре. За сите кои професионално беа ангажирани на кобниот 16 март 2025, тој ден ќе остане најтежок во нивната кариера. Пожарот однесе 63 млади животи, но трагедијата би можела да биде уште поголема ако не се мобилизираа сите. Злате Илиев бил вториот пожарникар кој се одзвал на повикот. Веднаш добил наредба да ја земе цистерната за да го надополнува возилото кое веќе било таму, а чиј резервоар бил при крај. Најтешката наредба ја добил подоцна. Заедно со командирот добив наредба да влеземе внатре и да го извршиме последното пребарување под турнатините околу шанкот, да видиме дали има се уште останато лица внатре. Токму таму биле најдени 3 јагленосани тела. Додека Илиев се справувал со огнената стихија, пред Кочанската болница веќе пристигнувале цивилни возила со повредени. Мојата мисла воопшто не одеше во насока дека може да ме очекува на влезот на болницата таков хорор. Марија Ананијева во тој момент била главна сестра во Кочанската болница. Првата гледка била девојче кое го извлекувале од автомобил. Девојчето беше другарка на мојот син и кога ја извлековме од возилото, кога кожата остана на моите раце, веќе во тој момент ми беше јасно зашто станува збор. Додека внатре се водела борба за секој човечки живот, пред болницата настанал хаос од возила. Паркингот стана претесен за да ги собере сите. Дојде еден општ хаос. Гоце се обидел да го регулира сообраќајот, помош не добил од полицијата бидејќи сите службеници биле ангажирани во Пулс. Самите луѓе кои што донаса повредени деца, видео дека не можам сам да се справам и ги замолив дел од нив да се распоределат по дворот на болницата, при што би направиле еднонасочен коридор за да можат да доваѓаат возила. Според Ананијева, веќе во 3 часот и 15 минути целиот расположлив персонал бил во болницата. Од специјализанти кои што беа во Скопје, од приватни лекари специјалисти, секој во својата област си го зазема своето место на одделот во нашата болница. Одговоривме најбрзо, најпрофесионално што можеше. Да не била брзата мобилизација на целиот медицински персонал од истокот на државата, веројатно билансот на загинати ќе бил далеку поголем. Една година не се опоравуваа само повредените, туку сите кои во критичните 72 часа беа вклучени во справување со последиците. Ова беше гледка што лично не би ја посакал на никој. Поддршка добила од клиниката за психијатрија во Скопје. Голем дел се борат се уште со овие гледки. Денеска Кочани продолжи да живее. Кочани мора да продолжи да живее. Болката е иста, погледите се исти, само се промени погледот кон светот можеби. Но дали државата и општеството научија нешто од оваа трагедија? Дало преголема жртва да иницираат една голема како институционална, така и општествена промена, затоа што ова нешто што се случи нам треба да не освести буквално сите во државата, не само во Кочани. Меѓутоа големи чекори, големи исчекори кон подобро утре треба да почнат токму од овде, од Кочани. Даниел Василев, Јован Трајковски, Сител телевизија.